Добро утро, Кики. Добро утро за гледачите на Македонија наутро. Во 9 часот ова наше вклучување во овој блок е пред Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Само во изминатите 24 часа се родија 14 бебиња тука. Зборуваме на една многу убава тема на која што пред се би сакале вниманието на трудниците да го задржиме. Еве кои се здравствените протоколи, еве со што се треба вие да бидете подготвени кога доаѓате на породување тука. Разговараме со асистент доктор Весна Чибишева ово утро. Добро утро, докторке. Добро утро. Најпрво поздрав до гледачите на Македонската радиотелевизија. Ви благодариме на поканата да учествуваме во вашата утринска емисија. За нас е многу важно што сте дошле до идеја да разговараме на една тема која што не е толку популарна, а е исклучително важна. Со што треба да бидат подготвени трудниците кои доаѓаат тука? Која е таа здравствен протокол кој што мора да го носат со себе? Така, тоа е особено важно да го потенцираме. Значи, бременоста е една посебна состојба во која што се наоѓа жената во незиниот живот, која што е од особена важност не само за нејза, туку и за членовите на потесното семејство. Бременоста трае најчесто 9 месеци, па тоа е еден доволен временски период во кој што една трудна жена и незиното семејство можат да се подготват за чинот на породување. Значи, доаѓањето на свет на еден нов живот е еден многу среќен, многу возбудлив момент. Меѓутоа, од медицинска гледна точка на тој чин и на сите моменти поврзани со него мора да пристапиме соодветно подготвени. Значи, она што е многу важно за нас е бремената жена во тек на незината бременост да ги оствари сите потребни контроли, анализи, прегледи, секако првенствено во контакт со незиниот матичен гинеколог, меѓутоа и во контакт и консултација со нашите акушери, да ги добие сите потребни информации, да добие одговор на сите прашања, сите дилеми, значи да го испочитуваме оној програм на соодветна пренатална нега која што подразбира збир на задолжителни прегледи во текот на бременоста и збир на сите дополнителни анализи кои што треба да се направат и резултати кои што ќе ги обезбеди и на нас ќе ни бидат достапни да добиеме одговор на одредени прашања. Сега она што е важно за нас, од каде што би почнало, освен она што е најпопуларно меѓу трудниците, нели да си подготват торбичка за породување, дополнително за нас како медицински лица, значи прво да се обезбеди соодветен документ за крвна група и РХ фактор. Значи, валиден документ со подпис и печат од трансфузиолог, со кој што ние ќе го имаме едно од основните податоци потребни за породувањето. Крвна група потребна да делуваме во итни моменти, крвна група која што ни е потребна да ја заштитиме мајката во оваа, но и во следните бременности, да го заштитиме новороденото веднаш после породувањето. Освен крвната група, секоја пациентка треба да знае дека како резултат мора да ни го носи документот од последната направена крвна анализа, да знаеме дали во бременоста се соочувала со анемија, со некаков губиток, значи на железа, се соочувала со инфекции и така натаму, значи да го имаме и тој документ. Она што е многу важно за нас, микробиолошките брисеви, значи редовна контрола во тек на бременоста со микробиолошки брисеви кои што резултати мора да ни бидат достапни, особено оние од последната анализа во 35-та гестацијска недела и да знаеме откриена или не некаква инфекција, која е таја, дали и како била третирана. Бремените жени мора да знаат дека кога доаѓаат на породување, за нас е важно да ги имаме сите документи. Значи, не сите анализи кои што ги направиле. Нема во бременоста оваа состојба е важна, оваа е помалку важна. Се е важно, значи сите направени дополнителни анализи, дополнителни болести, операции, дали примаат никаква кардиолошка, невролошка, психијатриска терапија, ревматолошка, се тоа мора да го знаеме, затоа што жените мора да знаат. Значи, и да скријат нешто од нас, самиот исход на текот на породувањето, исходот со новороденчето е директно поврзано со сите овие работи. Она што е дополнително важно, се уште не толку популаризирано кај нас, меѓутоа во европските земји веќе облигаторен документ е да обезбедат и вирусни маркери, значи ние при породување да знаеме кој е вирусниот статус во однос на хепатит Б, С и ХИВ. И исто така доста популарно во последно време пациентките на породување да дојдат со така наречен план за породување. Што значи тоа? Вака за нас што работиме во родилна сала, многу ни е важно кога ќе дојде трудницата на породување прво да е психофизички подготвена. Значи сите трудни жени треба да знаат што ги очекува во денот на породувањето, дека ги очекува болка, дека ги очекува неизвестност, дека породувањето не трае еден час. Кај некој трае, меѓутоа тоа е доста ретко. Значи породувањето е еден процес во кој што треба да влеземе подготвени психофизички, да знаеме што и како ќе ни се случува. А планот на породувањето е токму тоа. Во текот на бременоста да ги добијат
добија сите информации за тој ден, се што ќе им се случува на нив, на новороденото, ќе бидат поставувани на апарат, ќе бидат прегледувани на ехо, ќе следат серија вагинални прегледи и така натака, а во нивниот така наречен план за породување тие треба самите да ги изразат, да ги напишат нивните преференции, што очекуваат, што сакаат да добијат и кој е начинот на породување кој што е најсоодветен за нив, со кого сакаат да контактираат, кој прв да ја добие информацијата, и тоа е една психолошка подготовка која што се покажала дека е доста успешна и позитивно влијае на исходот. А тоа реално се случува во реалниот живот со оглед на тоа дека вие постојано имате тука искуство? Да, видете сега, значи сега имаат нашите пациентки достапност на се, на интернет, на многу податоци, социјални медиуми, меѓу себе комуницираат и веќе она што го гледаат дека се случува по светот, нели малку сакаат да бидеме и ние во мода да се случува и тука. Се уште ретко, меѓутоа имаме пациентки кои што доаѓаат со преференции. Сакаат да раѓаат без анестезија, сакаат исклучиво да раѓаат природно, не сакаат дополнителна терапија, сакаат да присуствува сопругот, некој не сакаат да присуствува, некои имаат преференции на кого прв да се даде информацијата за новороденото. Се уште е тоа многу рано, меѓутоа веќе доаѓа во мода и кај нас. Ви благодарам, докторе, ќе ви посакувам убава и успешна работа. Имате една од најблагородните професии. Да. Ова е една од најблагородните работи, значи ние тука создаваме нов живот. Му кажуваме добре дојде и трудниците треба да ни помогнат на вистина во тоа и да ни овозможат во нашето секојдневно соочување со голем број на породувања да имаме само позитивни исходи. Убава и пријатна работа. Ви благодариме.